Добар ви ден, почитувани гледачи! Со екипата на Вкусот на традицијата и Алфа телевизија се наоѓаме во етно ресторано Златно буре Кучково и подготвени за новиот рецепт на ден. Нешто толку вкусна тава, прстите ке си ги излижете. Многу едноставна, бргу се приготвува, а добивате таков специјалитет што дури ако ви дојдат гостите ќе ве прашат: леле, какво јадење, леле, колку вкусно, а што е најважно од се? Немаме динстање, немаме пржење, немаме никакви дополнителни компликации. А тоа ни е најпотребно во денешно време. И се тоа што го гледате на нашата трпеза, на работната маса, се имате дома. Значи да почнеме. Ова е запечено пилешко со јогурт. Нешто толку вкусно, меко како душа, а од доскора ќе ви биде крцкаво. За овој специјалитет вас ќе ви бидат потребни 400 грама пилешко месо, пилешки гради. Можете и мисиркини гради да земете. 500 мл јогурт, 100 мл масло, 100 до 150 грама рендан кашкавал, 2 компира излупени и ситно насечкани, можете и нона, знаете рендето што е за зелка салата, таман ќе ви поминат, не треба ни да имате машинка. Еве, со тоа ренде вакви излегуваат како чипс, нели? Ке ви биде потребно малку макдонос, 100 грама презла, малку сол, малку буковец, по потреба бибер и едно кафено лажиче кари. Сега, нели, викаат дека сите рецепти така повремено каде што држи вода, што се вели, ставаат кари. Па и тоа го имаме во секој ден маркет, веќе тоа ниту е луксус, ниту е нешто за чудење. И една земјена тава. И што правиме на почетокот? Еве сега. Компирот го ставаме веднаш во земјената тава. Гледате каков е наливчиња. Што добиваме со овој начин на приготвување на оваа тава? Добиваме веднаш прилог, значи не треба, например, компирот да го пржите посебно, да се пече компирот посебно, па пилешкото посебно, него се вие во тавата. Добивате месо и прилог. Ке ставиме малку сол. Едно кафено лажиче сигурно. Јас љубам да кажам прстофат, но нели моите прсти други не се исти, ама врти сврти исто вие да ви кажам. Ке ставиме сега малку бибер. Малку бибер ке ставам. Така. Ке ставам една лажичка кари на компирот. Така. И ке ставам масло, околу 50 мл. Сето ова ке го измешам, да навлезе секаде и солта, и карито. Но секако во печењето се ке си се растопи, ке се претвори едно во друго. Значи, буквално да навлезе маслото во сите ливчиња, измеѓу сите ливчиња. И потоа ќе го налегнеме убаво компирот. Ете така, ова ќе биде подлогата за тавата, тоест прилогот. Прилогот за да имаме ручек без компликации. Јас сум најчесто за тоа.
Се што е комплицирано, ни штети на здравјето, не става во стрес, немаме време, не знаеме кому побрзо да му погодиме и тоа и мене лично ме нервира. Еве го. Значи компирот веќе ни е подготвен. Го ставам на страна. Сега ќе го подготвам зајрето во кој што ќе ги препелкам, парчињата од бело месо, јогуртот ќе го ставам настрана, а тоа што ќе ми остане, ќе ја полијам тавата одоскора. Така, сега сувиот дел ќе го подготвам. Презлата, малку буковец, така, може би една супена лажица, сол, едно кафено лажиче, малку бибер, така, и Макдоналдс тука ќе ставам, така, сега ова ќе го промешам, и тука ќе го ставам и кашкавалот, ренданиот кашкавал. Еве и него. Така, 100 грама, значи со 100 грама рендан кашкавал ви имате прекрасен специјалитет. И ова сега убаво го промешувам. Ова ќе ви биде прекрасен предлог за вашиот семе ручек или баш гостинска тава. Ете, овој дел е веќе готов. Сега ќе преминеме на подготовка на белото месо, тоест пилешките гради. Евака сега. Го земаме парчето месо, го ставаме во јогурт. Ке си ја принесам и тавата да ми е тука на рака. Ете така, значи во јогурт, потоа во зајрето, што го направивме. И оно се лепи на месото. Еве првата шницла од белото месо, да видите како изгледа и ќе почнам да редам во тавата. Ете така. Сега постапката ја повторувам со останатото месо. Ете така. Можам и со лажицата вака. Ете така. И веднаш ја ставам врз компирите. И се така додека не го истрошам целото месо. Еве, таман имам уште едно парче месо, за да ја наполнам тавата. Со 400 грама месо вие можете 6 луѓе да јадете и да бидете убаво најадени. Значи не е само поентата ставај месо, ставај 2-3 кила месо,
него ете вака малку домаќински, со помалку месо, со компирча да си направиме, ручек, да има, како велат старите, да има и за утре. Нели? Ете така. Еве го и четвртото месо. Сега, ова што е останато, јогуртот и ова зајре тука и кашкавалот, нели јас кашкавалот не го ставив цел, измеѓу ќе го ставам јогуртот, помеѓу шницлите. Така. И вака покревите, значи да дојде кај компирот. Тоа после кога ќе скипне, кога ќе почне од ова, ќе го печеме сега, нели? Знаете што ќе се случи? Уф. Нема ни да го препознаете јогуртот. Ете така. Сега малку ќе накапам и по шницлите. Пазете, ова е исто така многу важно. Само онака малку ќе капнете по нив, за да можеме потоа да ги држиме и малку крцкави да бидат. Така. За нас е важно да влезе кај компирот јогуртот. Еви овде и се формира еден прекрасен сос. Сега, ќе го ставам прво кашкавалот, а потоа другото зајре од озгора. И сега ова со презла, што е со зачини, со сол, со макдонос, така. И сега да знаете дека оваа тава ќе ја печете на 220 степени, а потоа, кога ќе бидеме сигурни едно 2 часа ќе се крчка, ќе намалите потоа и на 200 и сега ќе му ставам малку масленце од озгора, овие 50 мл што остана. Затоа што белото месо бара масло. Ете така. И кога ќе бидете сигурни, значи, дека и месото и компирот е испечено убаво, значи, оно веќе ќе се распаѓа. И компирот исто така, потоа ќе откриете тавата и ќе дозволите на тавата да се запече. А затоа сме ние тука со вработените во кујната на Златно буре кучково, каде што ќе подготвиме и салатичка некоја, па некој пиперче, така, лутко, и некои други работи ќе ставиме што мислиме дека ќе бидат добри и што одлично ќе одговарат за оваа тава. Останете со вкусот на традицијата. Вака седам и си го гледам, мирисам по убаво гранче од рузмарин, уште толку така му даде убав мирис и вкус. Значи, како е испечено, драги мои, ова е нешто фантазија. И сега гледате колку и сок има. Значи, не знам, ова ќе нема најадување. Право си го ставам, нели, и прилогот внатре. Еве го со се. Леле, убавина. Ова се вели убавина.
ова е уживање за сите пари. За сите пари. Значи, месото е памукче. Памукче. Компирчето, душичка. А кој вкус? А всушност јогуртот, како го создаде овој сос? Кога се помеша со презлата, со кашкавалот. Кашкавалот речиси како не можете да го видите, во се е истопен. И повеќе од убаво, малку е да се каже дека ова толку многу убаво, малку е, ова е фантастично. И дека има јогурт, воопшто не е тешко. Како е крцкаво горе. Не знам што е побаво. Дали месото, дали компирчето, се на се вкупно заедно. За овој ручек вреди да влезете во кујната, да ги засукате ракавите и да го направите. Ке ги израдувате сите. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. Ова кога ќе го направите, можете да го комбинирате со залучени пиперки, со салатка, со што сакате. И со мислата дека бидете многу горди на вашите родители кои што потекнуваат и од селото. Затоа што нивните опинци се многу почесни и почисти од нечии кравати. Вратоврски. Довидување до следната емисија Вкусот на традицијата. До тогаш останете ни здрави и живи. Се гледаме во следната емисија. Довидување.